сите и да сакаат да бидат вразумени, не сите се во состојба тоа да го направат веднаш и да имаат почетни високи трошоци за да го воспостават тој систем и да станат енергетски нели до некаде независни и безбедни. И како главен предизвик, освен финансиската да кажам ситуација, кој избојуваат и административниот терет кој прозумерите го имаат во оваа држава заради долгите постапки, несигурноста, потребната документација и така натаму. Но како стимул велат дека она што би можело да ги предвижи работите се системски субвенции кои ќе овозможат не само привилегираните и оние кои имаат финансиска стабилност да инвестираат во овакви системи, туку и за сите оние кои треба да станат дел од нашиот енергетски систем. А фактички сите ние барем како екосвест сме силни поборници за тоа дека енергетскиот систем треба да се декарбонизира и децентрализира со учеството на граѓаните. Транзиција. Воедно, нели, кој сака да види дека нештото функционира, така, но оние кои не го споставиле сетиште се плашат дека тоа можеби не функционира. И затоа е многу важно да ги видат позитивните примери околу себе. Да, ќе дадам еден пример, работиме, ние имаме локална канцеларија во Овеччани. Ви еден тамо храбар, да кажам, пионер фотоволтаичен системи, понатаму целото мало имаше. Општината стави, градинката, училиштата и така натаму и домакинството. Значи, позитивните примери навистина овозможуваат проширување на оваа идеја и показател дека ова навистина функционира и затоа да ја скратам мојот повед, благодарам за вниманието. Токму заради тоа решивме да организираме еден ваков настан на кој што ќе можеме да ги допреме сите клучни теми кои ја засегаат проблематиката на вразумери. Граѓани се почеле постапно со панелна крома. Заеднице, енергетски заеднице, искажуваме могуćности како да заедно да ги појединци пролазат кроз административни